седница бараш процедурално. Не оставиште да кажете што явно за процедурално. Благодарам, председателе. Тоа сакав да го слушнам од вас, затоа и ве прашав, затоа што очекував дека после 1 сат пауза која што ја побаравме, во врска со она што е предмет на интерес и на граѓаните, а Бога ми да ви кажам, председатели, и на нас пратениците, затоа што ова има оставка, нема оставка, некако не можеме да го расчистиме до крај. За подсетување за македонската јавност, значи паузата ја побаравме од причина да владата ја достави оставката која што слушнавме министерот за здравство и заменикот министер ја доставиле до владата. И тоа е многу добро регулирано во деловникот, значи нема толкување во член 219 став 1 кај што вели владата, председателот на владата или член на владата може да поднесат оставка. Оставката слушнавме од медиуми, за жал од медиуми, иако сме највисок законодавен дом, е доставена до владата и согласно член 219 став 5 очекуваме оставката на член на влада, председателот на собранието веднаш да ја достави до пратениците. Министерот за здравство е член на влада и се прашувам сега зошто премиерот таа оставка која што од морален чин или било како што образложи Министерот за здравство ја доставил до собранието, не е стигната после 3-4 дена од неговото доставување на истата оставка. Затоа моето процедурално е во врска со ова што го спомнав, односно паузата која што ја побарав, да слушнеме од вас информација дали таа оставка владата во овој час пауза ја испрати до собранието. Гледам дека имавте намера да продолжите со тековно со седницава, меѓутоа редно е, гледам заинтересирани се и пратеници од владеачкото мнозинство, затоа што и тие немаат информација, ако седат тука, да добиеме информација дали таа оставка е испратена и да знаеме, да планираме како ќе продолжиме со седницата. Од самиот почеток, она што можев да го увидам, вие планиравте да продолжиме тековно со седница, односно следниот пријавен за промена на дневен ред, Рашела Мизраки, да зборува за ова. И прашањето ќе биде зошто беше паузата која што ја побаравте. Значи не е целта деструкција и одолговлекување на седница, туку добивање на информација, односно давање време на владата која што се наоѓа на 5 минути од собранието да достави оставката која што ја чекаме 4 дена да стигне, или пак на крај на денот да кажете дека ова е пиар маркетички трик на владата, ќе ја замајуваме јавноста и таква оставка не постои или нема, или пак премиерот ќе каже дека моралниот чин на самиот министер кој што ја доставил Ви благодарам. за него. Благодарам и на вас. Очекувам да ми одговорите на ова што го кажам. Благодарам. Рашела Мизраи. Рашела